да проповедам за верата која што доаѓа од главата, од устата, и верата која што доаѓа од срцето. И ќе видите дека многу е важно верата која што доаѓа од срцето. Таа не прашува. Сакам еден пример да ви кажам за почеток. Некој италијанец таму на Нијагарините водопади разопнал голема сајла, жица, и човекот требало да помине по таа жица преку над водопадот. Земал голема мотка и поминал. Сите ракоплескат. Потоа рекол, сега може да земам и количка, градежна количка, со едно тркалце што е таа, и ќе товарам една вреќа цемент и ќе помина по жицата. Сите гледат џашени и едноставно радознало, дали ќе биде, дали ќе се случи тоа. И стварно се случило. Човекот поминал со количката над водопадот на Нијагара. И сега се свртува и вели, верувате ли дека можам наместо вреќа цемент да поминам човек, некој од вас? Сите, да, веруваме. Тогаш нека излезе некој да седне у количката и јас ќе го поминам преку Нијагарините водопади. Ни еден не излегол. Каква е таа вера? Таа вера е од устата, но не е од срцето. Од главата е таа. Браќа и сестри, или замислите дечко и девојка. И доаѓа време, дечкото и предлага на девојката, вели, сакам да ти предложам да ми бидеш сопруга. И сега девојката, на место да прифати или да не прифати, да почне да вика, а ти имаш ли пари? Ти можеш ли да ме издржуваш? Ти имаш ли куќа? Кај ќе ме сместиш? Тоа би го разочарало. Зошто би го разочарало дечкото? Бидејќи ова женска нема поверение, нема доверба во човекот. Браќи и сестри, Господ сака доверба од нас. Ќе видите и ќе ви кажам и неколку примери од Библијата, и од Стариот Завет, и од Новиот Завет. Како Господ правеше мокни дела, но прво верата, па мокните дела. Има многу луѓе што велат да видам, па ќе верувам. Драги браќи и сестри, тие што велат така да видам, па ќе верувам, тие и да видат, нема да веруват, бидејќи шпекулациите се големи. Ќе почнат да шпекулират. Епа, се случи, колку работи се случуват во природата. Значи, мојата порака за ова неделно утро ќе биде вера не со глава, но со срце. И сега, би сакал да прочитам еден текст од Евангелието на светиот апостол Јован, 4 глава, од 43 до 54 стих. Евангелието на апостол Јован, 4 глава, од 43 до 54 стих. А по 2 дни Исус замина од таму и отиде во Галилеја, зашто сам Исус беше посведочил дека пророкот во своето родно место нема почит. Кога дојде пак во Галилеја, галилејците го примија, зашто беа виделе се што извршил во Ерусалим за празникот. Зашто и тие беа на празникот. И така Исус пак дојде во Кана Галилејска, каде што беше претворил вода во вино. Имаше еден царски човек, чиј син беше болен во Капернаум. Тој штом чу дека Исус пристигнал од Јудеја во Галилеја, отиде кај него и го замоли да слезе и да му го излекува синот, зашто беше на умирање. А Исус му рече, ако не видите знаци и чуда, нема да поверувате? Царскиот човек му рече, Господи, дојди додека уште не ми умрело детето. А Исус му одговори, оди си, твојот син е жив. И човекот поверува на зборот што му го кажа Исус и си замина. И веднаш уште додека слегуваше, го сретна слугите негови и му јавија, синот твој е жив. А тој ги праша за часот кога му станало полесно. Тие му одговорија, од вчера.
во 7-иот час, а тоа е 1 саат по наше време, на пладне. Еврејско тогаш се рачунува 7 саат. 7-иот час веќе нема треска. Тогаш таткото разбра дека тоа станало во истиот час кога Исус му рече: "Твојот син е жив." И поверува тој и целиот негов дом. Ова беше второто чудо што го изврши Исус кога пристигна од Јудеја во Галилеја. Драги браќи и сестри, овој човек слушнал за Исус. Тоа било баш после Пасхата, знаете. Исус прво направи едно чудо во Кана Галилејска, кога им снема вино на луѓето таму, на свадбата, на сватовите, и доаѓа Марија, мајката Исусова, и вели: "Немат вино." А Исус и рече: "Жено, што имам јас со тебе?" Сака да каже: "Ти си ја гледај твојата работа." И Марија отиде на тие што прислужуваат таму и рече: "Се што ќе ви каже, направите." И Исус им каже: "Наполните ги чуповите со вода." Зошто Исус не можеше ли и вода и вино да направи? Да, можеше. Но требаше нешто и тие да направат. Требаше да имат доверба. И така и тие ги наполнија сите чупови со вода, и во истиот момент тие стана вино. И сега ова чудо, после ова чудо, се случија на Пасхата уште многу чуда таму во Ерусалим, во Јудеја. Но луѓето беа виделе сите тие чуда и рейтингот на Исус Христос од ден на ден растеше се повеќе и повеќе и повеќе. Многу од учениците на Јован Крстителот, се приклучија кај Исус, го напуштија Јован Крстителот. И сега на Исус нему беше стало луѓето да му дават слава и почит. И Исус тогаш дојде пак во Назарет, каде што беше одраснал и по обичајот свој влезе еден саботен ден во синагогата. Синагогата е како нашите цркви, а тоа во Израел се вели синагога. И му го дадоа свитокот на пророкот Исаја. Тој го отвори свитокот и почна да чита еден дел од книгата на пророкот Исаија. И еве што е како запишал евангелистот Лука во 4 глава 16 до 19 стих. И дојде во Назарет Исус, каде што беше одраснал и по обичајот свој влезе еден саботен ден во синагогата, па стана да чита. Му ја подадоа книгата на пророкот Исаија и тој што ја отвори го најде местото каде што беше напишено: "Духот Господов е врз мене, зашто Господ ме помаза, ме прати да им проповедам на заробените ослободување и на слепите прогледување, да ги пуштам на слобода на патените, да ја проповедам благопријатната година Господова." Која е таа благопријатна година Господова? Драги браќи и сестри, ова благопријатна година Господова е времето откако Исус почна да проповеда и се уште трае таа благопријатна година Господова, се додека Исус повтор пат не дојде. До тогаш ќе трае таа благопријатна Господова година. Јас се извинувам, направив грешка што пред тоа не спомнав. Нашата сестра Марија ќе замине на службен пат и таму ќе престојуват во Италија. И требаше и во молитвата да спомнам, но ето се заборава тоа. И затоа сите ние ќе благословиме сестра Марија да биде благословена од Господ и таму кај што ќе биде, да биде за благослов на луѓето наоколу и да услужи на Господ. Господ да ве води, сестро Марија, и вие кога имате време или можност,
Ќе ни се јавувате, да, така е. За 2 месеца 3 пати доаѓам кај посетувам Скопје и идем на Паризма. И мирни води да оставам, мирни води да најдам. Така. Завршете се што поминувате, што Господ прави за вас. И црквата се полни со луѓе. Амин, амин. И Бог да ни помага со Свети Дух, како се да дојде Божиот редени луѓе, до срцето на редени луѓе. Така е, така е. А и благослов да видиш Господ. Да. Се е многу потешко. Така, Господ да ве чува и да ве води и да бидете за слава на Него. Амин. Така, извинете што пропуштив у почетокот што требаше. Оти ти можеш во секоја време да напуштиш сеја богослужбата, како ќе ти дојде времето, да одиш нормално. Така, јас продолжувам пак со пораката благопријатната година Господова. Годината, тоа не е од 365 дена, него од Христос кога почна да проповеда, од тој ден кога влезе во синагогата, кога ја отвори книгата на пророкот Исаја, баш тој текст се отесува, пророчки збор беше за Исус. И од тогаш почнува таа благопријатна година Господова, па трае и до ден денеска. Да. Многу од луѓето почнаа со подбив да велат кој е овој таму у синагогата. Неговите мештани од тој крај велат, нели е тој син на Јосиф? Браќи и сестри, тие луѓе изгледа сака со презир и понижување да му се обратат на Исус. Исус не беше син на Јосиф. Марија го роди, но беше зачнат Исус од Светиот Дух. Ако беше од Јосиф зачнат, тогаш ќе имаше наследен греф. Тој е зачнат од Светиот Дух. Тој е Божиот син. И како што вели Лука, 4 глава, 24 стих, вели пророкот во своето родно место нема почит. Така е. И евангелизаторите немат почит во своето родно место. Драги браќи и сестри, Исус правеше мокни дела. Многу луѓе слепи прогледуваа, глуви прослушуваа, фатени луѓе, инвалиди проводуваа. И тоа за време на Паската во Ерусалим. И сето тоа беше го видел овој царски службеник, за кого е запишено во нашата порака, во Евангелието од Јован. Сето тоа беше го видел тој човек и слушнал какви мокни дела прави Господ преку Исус Христос. И сакаше да верува, но штом ќе го види чудото. Се деси на неговиот син, на тој царски службеник. Зошто се вели царски службеник? Тој беше евреј, ама му служеше на царот Ирод Антипа, а Ирод Антипа исто беше евреј, ама беше вазал на Римското царство. Што би рекле ние денеска Кодош. Тој работеше за окупаторот. И тој царски службеник се суочи со проблем. Неговиот син беше во треска, толку јака треска, што можеше во секој момент да умре. И човекот избезумен трча према Исус да го најде. И тој оди од Капернаум, бидејќи во Капернаум се случи тоа, тој царски човек да живее таму. И од Капернаум оди во Кана Галилејска, кај што е Исус. А растојанието од Капернаум до Кана Галилејска е 30 километра. Тоа би дошло како Струмица Радовиш. И сега замислите дека треба да Божи благослов, сестро. Амин. Амин. Да, спремај се и оди слободно. Имај водство од Светиот Дух. Да. Амин. Амин. Да. И тој човек му се брза. 5 сата, 6 сата, пати тоа. 30 км за да одите пешки, ви требат 5 до 6 сата.
Оди кај Исус. И тој царски човек му вели на Исус, како што читаме тука во текстот: Аман, Господи, дојди побрзо, син ми е на умирање. Тој човек, браќи и сестри, направи две грешки. Прво, тој човек мислеше дека Исус мора да дојде до кревето кај што лежи болниот, да положи раце и да дојде до исцеление. Тој не знаеше дека Исус има власт. Избор да каже и тамо некаде, далеко, да се случи чудо. Тој тоа не го знаеше и затоа Исус ја укорва неговата вера. Вели: само чуда сакате да видите, за да поверувате. Втората грешка со која што тој човек се беше суочил е тоа дека тој царски човек мислеше дека ако умре син му, завршена приказката. Не може веќе да се исцели. Тој не знаеше дека Исус има власт не само да го земе животот, туку и да го врати. Дека Исус има власт не само да исцелува, но уште повеќе да воскреснува. Знаете, исцелението е помало од воскресението. Воскресението е најголемото чудо што може да се случи. Сакам прво за почеток да ви спомнам два случаја од Новиот и од Стариот Завет. Замислите, Исус поминува покрај еден град и тамо надвор од градот беа фрлени 10 лепрозни луѓе. Тие не смеа да се движат во цивилизацијата, бидејќи заразат другите луѓе. И така оддалеку им остава вода, леп и храна, и тие луѓе спија на отворено, надвор. И сега Исус доаѓа, поминува од тука покрај нив. И тие дигат раце и велат: Исусе, Сине Божи, исцели не. И Исус им вели: одете, како што е редот, јавете се на вашите тие кои што служат во синагогата, на рабините, јавете им се да ве прегледат, од сте здрави. Но тие не беа исцелени. Сега сакам да ве суочам со ситуацијата. Верата на тие луѓе. Тие луѓе, иако лепрата уште стоеше по телото, бели, големи дамки, тхиво се распаѓа. Но тие тргнаа, верувајќи дека ќе дојде исцеление. И тоа беше поентата. Ние често пати велиме: јако не се случи тоа, јаве ние се молиме, ајде Господи помогни. Не, Господ не помага, Господ исцелува целосно. Не сме ние што ќе му помогнеме на Господ. Не можеме ние да помогнеме. И тие луѓе уште по патот одејќи, пишува во Евангелијата, беа исцелени. Нивните кожи стана како бебешки, убави, мазни кожи. И продолжија да се јават на рабинот таму во синагогата, тој да одобри дека се добри и да влезат во цивилизација. Но еден, кој што не беше евреј, се заврате и се врати кај Исус, да му благодари. Иако не е ова темата, ама сепак, браќи и сестри, имајте на ум дека Господ толку многу е сака благодарност. Благодарноста ја благословува Господ со успех. И дојде овој човек кај Исус и вели, Исус вели: само ти ли? Па имаше 10 што ги излечив. И рече: верата твоја те спаси. Значи, не само излекување, сега доби и спасение. А тие само излекувањето им беше важно и ги снема. Ни фала, ни од кај си. Браќи и сестри, има еден исто така интересен случај за еден во Стариот Завет, за еден сиријски војсководач, Наман. Тој сиријски војсководач исто беше болен од лепра. Се зарази. И неговиот помошник му вели: оди во Израел, има пророк Елисеј. Тој е Божи човек и тој лекува. И човекот товари неколку товара
неколку товара подароци и тргна за кај Израел. И доаѓа во дворот на Елисеј, излегува Гиезија, слугата, и потоа му кажува на Елисеј, дојде Наман, сириецот, знам, рече тој, кажи му, нека иде 7 пати да се избања во Јордан. А тој Наман очекуваше да излезе пред него Елисеј и да прави окус, покус, што прават спириталност и такви работи. А Елисеј не излезе од куќата. Едноставно му каже, нека иде, нека се избања таму во Јордан 7 пати и ќе оздраве. И тој се разбунтува тој Наман. Бре, рече, зар кај нас нема поубави реки и почисти реки? Но тој прлев Јордан да се бања и тргна да си оди разочаран. А неговиот слуга вели, Господаре, па да ти кажеш некоја покомплицирана работа, ти ќе ја направиш. Зошто сега не послушаш да се избањаш во Јордан? И добро, човекот се смили и влезе во Јордан, 1 пат се избања, 2 пат, 3 пат, 6 пати се бањаше, ништо не се смени на неговата кожа. Но на 7-миот пат, според Словото Господово, кога излезе од водата, на 7-миот пат, кожата му беше, вика, чиста како бебешка кожа. Што е поентата овде, браќи и сестри? Поентата е дека Господ прво ја очекува нашата доверба, нашата целосна, искрена доверба од срце, не од глава. Јас знам. Знаењето не води многу напред. Довербата во Господ. Добро да знаеме. Но ако немаме верба, цврста верба во Господ, извините, ништо не сме постигнали. Како што вели за љубовта, како што кажува апостолот Павле. Да знаењето може да го возгордее човек само. И тој Наман оздраве и се врати после подароци да носи, меѓутоа Елисеј не ги прими подароците. Сакам да ви кажам, и тој човек, тој царскиот човек, 30 километра пропешачи, нема тогаш коли, имаше коњи и колесници, но и со нив да одеше, сигурно 4 сати ќе му требаше. И сега Исус му вели дека неговата вера е слаба. И како што велат многу луѓе денеска, јас сакам да видам, па потоа ќе верувам. Но тоа е заради тоа што не го познават Исус. Во моментот кога ќе сватиме дека Исус е отелотворениот Бог, кој пак е создателот на семирот, на вселената, кога ќе сватиме дека воскресна и дека е жив, тогаш ние ќе му веруваме и без да видиме чуда. Исус ја укори неговата вера, а Исус му рече во 48 стих вели, а Исус му рече, ако не видите знаци и чуда, нема да поверувате. Овие се многу озбилни зборови, браќи и сестри. Јас читав една книга од еден современ теолог и замислите каква заблуда шири тој теолог. Насловот на книгата е некои знаци и чуда што престанале. Значи, порано Исус ги правил, ама сега престанале. И замислите, нема никаква подкрепа од Библијата. Прво, Исус сам тврди за себе, јас сум истиот, вчера, денес и до века. Во 16 глава од Марко тврди дека ќе правиме и поголеми чуда од Него, ако веруваме. А овој теолог, немојте сите теолози да ви значат, ако стои ДР, МР или тие работи, дека нешто ново ќе чуете и нешто олеснително ќе чуете. Не, тоа што е запишено во Библијата, тоа го држите. На жалост, овој теолог сакаше да потврди дека исцелените веќе Господ не и практикува, знаци, чуда не практикува Господ.
Тоа е измислица, заблуда тешка, сотонска варка. Но што е вера? Во посланието до евреите, 11 глава, првиот стих, посланието до евреите, 11 глава, првиот стих, апостол Павле пишува: а верата е жива представа за она на која се надеваме и докажување на она што не се гледа. Исус бара од нас вера. Колку е прекрасна верата на самарјаните. Замислите, самарјанката доаѓа на бунарот, на пладне, да полни вода, Исус доаѓа и вели: нали ми од водата. И така и се воспостави диалогот меѓу самарјанката и Исус. И таа свати, кога Исус и кажа за незиното минато, свати дека Исус е Месијата, дека Исус е очекуваниот Месија. И таа трчејќи ги остави стомните, ги остави таму на бунарот и отиде во градот и им кажа на сите, во Самарија, им кажа: го најдов Месијата. И дојдоа луѓето. И еве што изразуват, колку чиста вера изразуват тие луѓе, самарјаните. Во Јована 4 глава 42 стих вели: зашто сами чувме и знаеме дека тој е спасителот на светот, Христос, помазаникот. Но царскиот службеник, иако беше доста упатен у Стариот Завет, но немаше таква вера. Луѓето се многу слепи кога се работи за доверба во Бог. Тие се ќе прифатат дека постојат и волземалци, дека постојат и ЛЛО и разни други работи, но кога се работи за Бог, отврнат. Јас сум го кажувал тој пример и пак ќе го кажам. Кога Скопје го изгради крстот, Струмичани да не бидат подолни, и тие изградија крст, сама помал. И додека бевме у Струмица, татко и на мојата сопруга вели: хајде да донесеме до крстот, да прошетаме таму, на Баирот, што вика тоа, на планината. И отидовме, ама на едно место заврши асфалтот и требаше да одеме по джаде, по камењ, до крстот. А иде 2-3 групи, мажи, жени, па и ние тука. И јас се пошалив и реков: не, мораме да одеме до крстот, ама гласно тоа, 3 пати да завртеме околу него, сакате здравје, сакате успех, треба тоа да го направите. Сите гледате вака како учудни и како да сакат да го прифатат тоа. И реков, се насмеа и вика: само ве лажев сега. Здравјето, среќата, само во Господ е. Тоа е суеверие да вртите 3 пати околу крстот. Ама луѓето тоа не ќе да чуат и продолжи да одат. Се сакат да слушат, ама кога ќе им кажеш за Господ, ретко се тие кои што го отварат своето срце. За последното време, пред да дојде апокалипсата или смак на светот, Исус набројува многу знаци. Првиот знак, ќе дојдат лажни Христоси. Потоа ќе слушате за војни и гласови за војна. Ќе се дигне народ против народ и царство против царство. Ќе биде голема глад и умирање. Земјата ќе се тресе насекаде по светот. Сите народи ќе го замрзат Израел. Па и ден денес ке гледате, Израел нема комшии кои што не го мразат. Сите комшии го мразат Израел. Имаше еден председател порано на Иран, Ахмадинеджад, и тој почна атомска бомба да гради, само да го уништи Израел. Но Господ нема да дозволи тоа, браќи и сестри. Израел е Божиот народ, кој што Господ Бог го чува. Потоа друг знак, брата си ќе го предаде, ќе го доши. Ќе се појават и во црквите лажни пророци. Но апостол Јован ни сведочи во неговите посланија, вели: испитувајте ги духовите. Не секој дух е од Јахве, од Господ Бог. Ќе се појават многу лажни пророци. Беззаконието ќе се намножи и љубовта кај мнозина ќе олади. Евангелието ќе се проповеда на сите народи. Па еве веќе се проповеда Евангелието на сите народи и националности. Библијата преведена на близу 1300 јазика. Ќе се појават светлосни ефекти на небото.
во светот ќе има голем неморал. Веќе сме сведоци за голем неморал. Знаењето, науката, многу ќе се намножи. Па гледате, открија ДНК, открија база на податоци како да зимат од луѓето. И сите овие знаци, кои нас не предупредуват дека Исус набрзо ќе дојде. Браќи и сестри, секој кој што сака да види за да поверува, тој всушност и да види нема да поверува. Јас знам многу луѓе на кои што сум сведочил, велат, ако видам, ќе верувам. Всушност и тоа не е ни вера, ако видиш. Работата е кога го читаш Словото, да го прифати со вера. И овој царски човек немаше силна вера. А замислите, пред него еден римски капетан, многу божец, што со христијанството немаше врска. Во Лука 7 глава, од 1 до 10 стих читаме, дојде кај Исус. Имаше слуга кој беше болен, а тој слуга многу го сакаше римскиот капетан. И се грижише за него, но се разбори слугата. И сега римјанинот оди кај Исус и вели, те молам, еве како вели на Исус, тоа читаме во Лука 7 глава, од 6 до 7. Господи, не труди се, зашто не сум достоен да влезеш под мојот покрив. Затоа и сам себе не се сметав достоен да дојдам кај тебе, туку кажи само збор и мојот слуга ќе оздрави. Кажи само збор. Зборот на Исус е сила и мок. Зборот на Исус прави прекретница во животот. Каква вера имаше тој паганец, безбожник, што би рекле, многу божец, уствари. Исус, кој ги слушна тие зборови, дека ги кажа овој римски капетан, вели, ви велам и во Израел на најдов таква вера. Епа, браќи и сестри, таква вера бара Исус од сите нас. Ако сакаме да видиме мокни дела, ако сакаме да бидеме мокно искористени од Господ, употребени, тогаш треба да имаме таква вера. Таа вера која што е безкомпромисна. Како што, јас често пати ја спомнам таа работа, додека се молеа некој за исцеление, и една сестра ми вели, а да излезам и јас, па може би Господ сака да ме исцели. Ја реков, не излегувај, ова не е вера, ова е тест само. Ајде да видиме дали Господ ќе ми исцели. Нема да исцели, тоа сигурно биде. Ако со вера излезеш, ќе бидеш исцелена. Браќи и сестри, Господ сака вера, и тоа вера од срцето, а не вера од главата. Христовиот збор има огромна моќ. Со неговиот збор, со зборот на Исус беше створен светот, со неговиот збор воскреснуваа мртви, лекуваше, истеруваше демони, стишуваше бура. Исус е себоќен. Апостол Јован во првото послание на Јован, 5 глава, 10 стих вели, кој верува во Синот Божи, тој го има тоа сведоштво во себе. Кој не му верува, Бог го прави лажливец, зашто не поверувал во сведоштвото негово, со кое посведочил Бог за својот син. Кога Господ посведочил, Господ Бог посведочил за својот син. Па на гората Тавор, кога Мојсей и Илија исчезна, остана Исус со Петар и Јован. И се чу глас од небото вели, овој е мојот возлюбен син, во него е моето благоволение, мојата благонаклонетост. Не го послушајте го. Браќи и сестри, ако ние го слушаме Исус, ако ја вршиме волјата на Исус, исто е како да ја вршиме волјата на Бог. Бидејќи јас и Отецот, вели Исус, сме исто. Браќи и сестри, ќе сакате ли да им верувате на Христовите зборови запишени во Библијата? Кога Лазар умре, Марта истрча, Исус идеше, и Марта истрча во пресред на Исус и ми вели, Господи, да беше ти овде, мојот брат немаше да умре. И сега Исус, што требаше да каже? Баш ми е жал.
što ne bев ovde, primite sočustvo. A, Isus така не вели. Не, Исус не им кажа така, а Марта и на Марија. Исус им рече на учениците пред тоа, во Јована 11 глава 15 стих, но се радувам заради вас, што не бев таму, за да поверувате. Требаше да се случи мокрино дело, за да учениците, апостолите поверуват во Христос. Исус Христос има власт и после гробот. Тој има власт и мртви да воскреснува. Има власт да го земе, но и да го врати животот. Епа, браќи и сестри, тоа требаше да го научи овој царски службеник. И кога Исус дојде на гробот на Лазар, Исус вели, дигнете го каменот. Требаше и луѓето нешто да направат. А Марта одговара, Господи, веќе смрди, бидејќи 4 дена лежи мртов во гробот. А Исус рече, не ли ти реков, ако веруваш, ќе ја видиш славата Господова. Исус и кажа дека ќе направи нешто поголемо од исцелението. И кога го отворија гробот, Исус извика, Лазаре, излези надвор. И Лазар излезе замотан, браќи и сестри. Но ако Исус, сега по предпоставка, замислите, Исус да не кажеше Лазаре, излези надвор, него да речеше сите излезете од вашите гробови, тогаш ќе станеше целосно воскресение на сите гробови, ќе би се отворија. Но Исус конкретно каже, Лазаре, излези надвор. И сега да погледнеме што понатаму кажува нашиот текст. Царскиот човек на крајот свати и поверува. Исус му вели, оди си, твојот син е жив. Човекот поверува на зборот што го кажа Исус и си замина. Тоа стихот 50. Еве пак ќе прочитаме. Оди си, твојот син е жив. И човекот поверува на зборот што го кажа Исус и си замина. И сега тој човек, тој царски човек, како ние често пати што шпекулираме, јако не е оздравен, јако е умрена, он вика оди си. Па не ќе ли да дојде до кај мене, па вака, онака. Но човекот не беше таков. Човекот поверува. Докаже дека е син Аврамов. Син на верата. Тој човек, замислите после, како што стои овде, тој не си отиде дома. А можеше да си отиде. Бидејќи, еве како царски човек, тој имаше да користиде, сигурно имаше и некоја превозно средство, дали кола, пајтон или колесница или коњи, тој можеше да си приуши и тоа. Ова се случува во 1 сат наше време, на пладне, а израелско време во 7 сат. Но тој човек не си отиде дома. Тој остана да преноќува таму, во Кана Галилејска. И сигурно, додека бил во Кана Галилејска, од 1 сат па натаму до утредента, тој отишол ги посетил сите своји пријатели, сигурно. И сигурно го прашувале, што така на вама ти? Па дојдов кај Исус, син ми е тешко болен, и што ти кажа? Да си одам, затоа што син ми е жив и здрав. Ама ти, како така лесно поверува, ја ако умрам, јас му верувам на Христовиот збор. И затоа човекот не си отиде, чекаше утредента дури, и утредента тргна да си оде, а веќе неговите слуги беа загрижени за него, па тргнаа во пресред, го сретнаа и му кажуваат, син ти е жив. Кога се случи тоа? Еве така стои во текстот. А тоа се случи вчера. Колку саат? Во 7 саат по еврејски или нашо 1 саат. И тој разбра дека тоа беше времето кога Исус му кажа, оди си, син ти е жив. И тоа беше потврда за неговата вера. Колку пати добиваме потврда за нашата вера? Ако веруваме, добиваме потврда од Бога. Браќи и сестри, таа вера Господ богато ја награди. Син му беше оздравен, но и неговата вера закрепна. И пишува дури и неговите домашни поверува, сите дома што беа поверува. Каква послушност
а жена му, послушно со децата негови, па може би и старци имало во домот. Сите поверуваа во Исус. Богато наградена вера. Да, Исус богато ја наградува таа вера, верност. Брајки и сестри, Исус ни вели, кој верува во мене има живот вечен. Не само толку ли, па не ли треба нешто да се направи? Гледате, на католички Велик ден, многу луѓе во Бразил, во Аргентина, а коленици одат до еден рид, таму кај што е крстот ставен, цели раскрвавени, се камшикува, мислат дека на тој начин ќе го умилостиват Господ. Господ не бара ние да се казнуваме сами себе. Кој верува во мене има живот вечен. Нема потреба од камшикување, од крвави колена. Кој верува во мене има живот вечен, вели Исус. И каков доказ треба да го имаме, за да го имаме животот вечен? Само затоа што му веруваме на Христовите зборови. Исус ви вели често пати, опростено ви е. Зошто да се сомневаме дека Бог во Христос не ги опростил сите наши греови? Знаете, сотоната доаѓа и ни шепка често пати. Добро, Господ ни ги опрости гревовите, ама тој грев нема да ти биде опростен. Господ вели сите греови ги опрости. Ама сотоната ни вели, овај грев нема. Ти тогаш знаеше и пак влезе во тој грев, сега нема да ти биде опростен. И ствара сомнеш, кај нас несигурност, страф. Ако не го опрости Господ и тој грев. А Господ кажува секој грев, а не некој грев. Колку пати, кога доаѓа луѓе кај Исус за исцеление, Исус им велеше, нека ти биде според верата. И така да на овој човек, неговата вера, доверба, порасна, стварно порасна и доби потврда од Господ, но и се исплатише тоа. Син му оздраве и целата фамилија беа спасени. Стана Божји чеда. Браќи и сестри, ние имаме ветување дека ако сме истрајни во вербата и во молитвата за нашите најблиски во фамилијата, тие ќе поверуват еден ден, еден по еден. Има луѓе кои што ги среќавал и разговарал и велат, тешко ми е, цела фамилија не сме верници. И јас ги охрабрувам. Продолжете да се молите. Не подклекнувајте. Продолжете и ќе видите. Доаѓа време кога Господ ќе најде начин како да ги приведе кај себе тие кои што се неверници од твојата фамилија. Секоја искрена молитва која ќе ја упатиме кон Господ Бог во името Христово пред престолот на благодата, Исус ја услишува. Но најбрзо што ќе услиша Исус молитвата е тоа кога неверник доаѓа и вели, Господи, јас сум грешник, јас сакам покаяние, јас сакам опростување на гревовите, јас сакам да ме запишеш во книгата на животот. Во истиот момент, нема чекање за тоа, во истиот момент Господ му ги опростува сите греови и го запишува во книгата на животот. Ова е најбрзо што може да се случи. А за исцеление некој пат мора да почекаме, за да порастеме повеќе во верата. Но Господ заокружил во неговиот календар. Овој ден ќе биде исцелението за овој, што и бараше. Интервенцијата од небото стасува веднаш. Конекцијата со небото не е прекината никогаш. Нема прекини. Колку пати гледаш, не можеш да добиеш интернет, прекината конекција. Кај Господ нема прекината конекција. Секогаш е конекцијата воспоставена. И сега една интересна работа што уочуваме во овој текст. Тој царски човек можеше да иде кај учениците и да им каже, ајде кажете му на вашиот учител, на Исус Христос, син ми е болен, нека дојде да го исцели. Но тој не се обрати на учениците. И никаде во Библијата не стои дека ние треба да ја светкуваме Богородица
да светкуваме, да му се кладяме на Свети Петър, Свети Павле, Свети Јосиф, на Свети Антон, Света Петка, на Света Недела, Света Злата Меглеска и Свети Никола и многу други светци. Никаде во Библијата не стои дека треба ние од нив да бараме проштевање на гревовите. Во Евреите стои, во посланието до Евреите, стои дека Исус е нашиот застапник, заштитник, ходатај, посредник, правосвещеник. И сега што ќе ни се светци и светици, кога и тие, може би помалку, ама сепак се грешници. Само Исус е безгрешниот. И го имаме ли Исус? Не ли требат други посредници и заштитници? Драги браќи и сестри, Исус е нашата правда. Тие светци ние може да ги земаме за наш репер, да можеме од нив да се поучиме на трпеливоста, на понизноста, на послушноста, но не и да се молиме да бидат посредници наши. И затоа да порастеме во верата. А растежот во верата ќе дојде ако се подчинеме на волјата на Исус. И затоа Исус, кога го молиме, вели, нека ти биде според твојата вера. Тоа значи дека ако сме цврсто уверени, ако со срце го веруваме, дека ќе добиеме тоа сигурно. Драги браќи и сестри, слава, чест и величие на нашиот Спасител и основоположник на нашата вера, на Господ Исус Христос. Амин.